Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Тајно снимено видео што го покажува американскиот републикански председателски кандидат Мит Ромни како ги отфрла поддржувачите на председателот Барак Обама, како американци кои веруваат дека владата има должност да им помага, е голема вест овде и се врти на сите медиуми. Многумина го толкуваат тоа како голема штета за неговата кампања, а ние веднаш ќе ви кажеме за што се работи. Видеото на веб страницата на либералниот магазин Mother Jones покажува како Ромни зборува пред донатори на приватен настан за собирање пари во мај, кусо време откако ја заработи номинацијата од неговата партија. Еве што кажа. Има 47% од луѓето кои би гласале за председателот во секој случај. Во ред, 47% се со него, кои зависат од владата, кои веруваат дека се жртви, кои веруваат дека владата е задолжена да се грижи за нив, со здравствена заштита, храна, дом, се. Мислат дека имаат право на тоа и дека владата треба да им го даде. Тие ќе гласаат за председателот без оглед на се друго. Ромни на снимката вели дека нема да се грижи за тие луѓе, зашто никогаш не ќе може да ги убеди да преземат одговорност за својот живот. Ова се тешки моменти за Ромни. Сега се обидува да ги објасни разликите со председателот и призна дека некои нешта не биле елегантно кажани. Но ова не е непозната ситуација во американската политика. Ако одиме наназад само до 2008 година, кога Обама се кандидираше за председател, тој беше фатен на снимка како вели дека белите рурални гласачи, лути заради тешкотиите со кои се соочуваат, се држат цврсто за нивните пушки и религија. Како што знаеме, тој се опорави од тоа. Насилството на Блискиот Исток оваа и изминатава недела уште еднаш ја нагласи чувствителноста на две категории. Слободата на говорот, без оглед колку навредлив е тој говор, и дигнитетот на религијата. Како што ќе видиме од следниот прилог од Кајро, за некој лекот за таков говор е повеќе говор. Нападите врз американските мисии во Либија, Египет и Јемен се доказ колку малку треба да се разгорат страстите против деклариран сојузник. Мал аматерски филм направен во Соединетите Американски држави во кој се навредува пророкот Мохамед испровоцира гнев и убиство. Саид Садек е професор по политичка социологија на Американскиот универзитет во Кајро. Ова е цената на екстремизмот. Ако тие што стојат за филмот посакувале екстремна реакција, ја добија. Успеале. Садек вели дека екстремистите од двете страни ја постигнале целта. Едните дека исламот е насилен, а другите дека Америка е непријател на нивната религија. Страдаат оние во средината, вклучувајќи го и убиениот американски амбасадор Кристофер Стивенс. Мнозинството од луѓето муслимани и христијани не се екстремисти, но тие се заложници на екстремистите од двете страни. Едната страна нешто провоцира, другата возвраќа, и тивкото мнозинство се турка во сомнеш и нетолерантност. Садек вели дека антизападната политичка агенда лесно се шири. Има заблуда во муслиманските држави за односите меѓу владата и медиумите. Таму се уште веруваат дека е како во автократските режими. Владата им наложува на медиумите како да работат. Председателот Обама не го нарачал филмот против исламот. Дури тој во Америка се обвинува дека е промуслимански ориентиран. Либиската влада го осуди нападот во Бенгази. Египет беше помлак во реакцијата. Зијат Акал Муса е политички аналитичар во Кајро. Мислам дека владата нема доволно политички капитал вистински да се спротистави. Тој вели дека се додека владите не го формулираат прашањето како една од слободите на изразување, а не борба за религија, такво наследство какво што гледаме и во моментов ќе се случува и во иднина. Кловновството е вид на забава присутна со векови во многу култури. Во циркус, на сцена или роденденски забави, кловновите носат многу смеја. Но што има за тие шарени перики, големи чевли и црвен нос? Еве што најдовме. Основниот концепт за кловноството не е променет од античко време. Кловновите нормално не кажуваат шеги, тие се шегата.
Елена Деј е директор и копродуцент на мултимедијална представа со наслов «На нос», каде играат кловновите Марк Джастер и Сабрина Мандел. Нивната представа вклучува делови од документарен филм за тоа што значи да се биде кловн по професија. Гледате разговори со кловнови, зборуваат сериозно за нивната професија, за интелектуалната страна, за многу прашања. Джастер и Мендер се партнери во компанијата, но приватно се сопружници. Мендел вели дека двата света честопат им се поклопуваат. Тоа е таму цело време, дури и кога не сме во кловновската облека и шминка, се шетаме понекогаш како кловнови. Забавно е. Интеракцијата со публиката е тоа што ги прави кловновските точки уникатна представа, вели Елена Деј. Таа не пропушта да каже колку работа тоа инволвира и колку сериозно дејност е тоа што бара обука и образование. Многу од врвните универзитети сега предаваат кловноство. Те имаат театарско кловноство како предмет. Една од главните способности на кловнот е да се поврзе со публиката преку гримаси и физички акти. Зашто, како што вели Марк Джастер, јазикот е бариера, а шутирањето во високи панталони е смешно на секој јазик. А од овој жанр имаме приказна и за утре. Без оглед кое време, која ера, која возраст, сите уживаме да гледаме магионичарски трикови. Заради трикот или магионичарот? Гледате Ньюсфлеш во среда. Утре во Ньюсфлеш, магионичар, вешти раце се само половина од трикот. Тука е крајот на нашата емисија. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. А ние ве чекаме овде и утре, а до тогаш продолжуваме да работиме и на нашата веб страница за вас. Адресата е glasnaamerika.com. Пријатно!